Го губили Honda тлото под нозете. Лоши вести за компанијата пристигнуваат од целиот свет. Американците, по откажувањето на скоро докрај развиените електрични модели, ќе останат без новитет оваа и цела идна година. Во Кина пак ќе биде затворена најмалку една фабрика, бидејќи продажбата катастрофираше. Од 1,2 милиони возила во 2023-та, лани опадна на помалку од 650.000. За подобрување на ситуацијата не помогнаа ниту попустите кои, например, за плагин хибридната верзија на Акорд се искачуваа до скоро $15.000. Уште полоше е во Јужна Кореја, каде лани се пласирани едва и 2.000 возила, а годинава уште помалку. Минатиот месец заврши со беззначајни 84 продадени примероци. Затоа е одлучено, после повеќе од 2 децении присуство до крајот на годината, да се напушти пазарот. Во Европа, каде е подолг период, едва и живурка Honda останува без единствениот електричен модел. Иако е со солидни технички карактеристики, овој кросовер еквивалент на HR-V, кој се продаваше по тешко изговорливата ознака ENEW1, едноставно не можеше да привлече купувачи. Освен што се произведува во Кина, причина за тоа е исклучиво високата цена. Знаејќи го сето ова, воопшто не треба да чуди што Honda за прв пат од 1957-та ќе ја заврши деловната година со дебел минус, кој се проценува на $15 милиарди.